Добро вечер, започнува дневникот на канал Плюс телевизија. Да ги проследиме накратко главните настани на денот. Денес е Томина недела, првата недела по христијанскиот празник Великден, кој се празнува во чест на светиот апостол Тома. Верниците овој ден го одбележуваат со посета на манастирот Света недела во Штип. Денес во населба Дузлак во Штип официјално беа пуштени во употреба два нови терени за одбојка. Ваквите инвестиции ќе продолжат и во наредниот период во повеќе населбин во општина Штип. Со подршка од градоначалникот на општина Штип и јавното предпријатие ИСАР, граѓаните можат да го уредат просторот околу своето место на живење. Граѓаните во населбата Сењак ја искористија оваа можност. Денес е Томина недела, првата недела по христијанскиот празник Великден, која се празнува во чест на светиот апостол Тома. Сите верници на овој ден го одбележуваат со посета на манастирот Света недела во Штип. По повод денешниот празник се одржа црковен народен собир со света литургија, која започна утрово во 8 часот. По светата литургија настапија игроорни групи од нашата држава со културно-уметничка програма. Денеска е Томина недела, првата недела после големиот христијански празник Великден, која се празнува во чест на светиот апостол Тома. Голем број верници го одбележаа со посета на манастирот Света недела во Штип, каде се одржа црковен народен собир со света литургија. Христос воскресе, поздрав кој го користиме се до вознесението Христово. Денес утринава имавме света литургија по повод втората недела од Воскресението Христово, наречена Томина недела, која не поучува да и ние како неверниот Тома да не веруваме додека не видиме, туку да веруваме без да видиме. Веднаш по светата литургија по 13 пат се одржа фестивалот на кој настапија играорни групи од државата со културно-уметничка програма. Ние на наше инсистирање беше да се трудат да одиграат и пеат нешто од крајот од кај потекнуваат. Нече бито Легејски, Кумановско поле, Златовски рудар, Жетврки. Околу 7 ансамбли беа присутни на фестивалот Великденски фолклорни средби. Ние сме ансамбл за народни песни и ора Тошка Штип. Од Штип сме по повод Великденски фолклорни средби сме овде. Има повеќе групи од повеќе градови. Доаѓаме од фолклорната асоциација Плетенка од Битола и ние денес сме дојдени редовно одиме на вакви манифестации и настани и баш е супер и баш не е мило што сме тука. И покрај променливото време, посетеноста на манастирот Света недела беше голема. Покрај најавениот откуп на стаж од работниците од пропаднатите фирми, следно во низата мерки на владата е зголемување на платиното породилно отсуство од работа од сегашните 12 на 15 месеци, односно дополнителни 3 месеци за мајките кои ќе родат второ, трето или повеќе деца, со цел да се овозможи мајката да има подолг период за грижа и развој на децата. Ова го најави премиерот Груевски, истакнувајќи дека владата се труди да обезбеди грижа за сите категории граѓани. Денес во населбата Дузлак во Штип се пуштија во употреба два спортски објекти, односно нови игралишта за одбојка. Ваквите инвестиции продолжуваат и во наредниот период во повеќе населби во општина Штип. По повод денешниот празник на населбата Дузлак се пуштија во употреба два спортски објекти, односно нови игралишта за одбојка на песок и на цврста подлога. Во минатиот период, минатите 2 години, ние направивме многу спортски терени и политиката на општината е во секоја населба да направиме што повеќе места каде младите ќе се рекреираат. Мислиме дека таа политика е исправна и нема населба во нашиот град каде не направивме спортски објекти, имаме над 15. Значи овде завршиме сега 3 игралишта, детско катче, значи 2 игралишта за одбојка и веднаш да порачам дека овде ќе продолжиме со изградба на тениско игралиште. Има барање од урбаната заедница се направи базент. Имаме доволен простор и тоа да го направиме, така да мислам дека тоа е изводливо. Можеби оваа година ќе имат уште тениско игралиште, а наредната година ќе направиме најверојатно и базен, отворен базен, значи во
ова населба. Жителите на оваа населба придонесуваат да се завршат проектите порано од предвиденото време, со што заслужуваат инвестиции. Ваквите инвестиции ќе продолжат и во иднина. Денове ќе почнеме за изградба на едно спортско игралиште, две мултифункционални, значи тениски игралишта кај Елкос во населбата Сењак, и да истакнам дека ни престои реконструкција на градскиот стадион. Мислам дека и тоа ќе го направиме. Во Деснаци планираме, мислам дека одината недела ќе почнеме веќе да изградиме едно игралиште за кошарка. Можеме и тамо да направиме едно игралиште за одбојка на песок, затоа што тоа е спорт кој многу се протежира во светот. И лично мислам дека нашите спортисти во нашиот град, па и децата ќе имаат можности каде да ги развијат своите вештини, каде да ја празнат вишокот на енергија. Во иднина се планира да се изградат игралишта за одбојка на песок во сите населби, односно во населбата 8 ноември, Сењак, Баби и во населбата Деснаци. Граѓаните во населбата Сењак ќе искористија можноста за уредување на дворот пред стамбената зграда. Изградена е фонтана која ќе го украсува овој дел. Оваа поддршка од градоначалникот и ЈП Исар може да искористат сите заинтересирани граѓани. Жителите на улицата Пета партиска конференција во населбата Сењак по нивна иницијатива го уредија дворот пред стамбените згради со поддршка на градоначалникот на општина Штип и јавното претпријатие Исар. Во склоп на уредувањето е изградена фонтана која ќе го украсува овој дел. Ние како јавно предпријатие, како локална самоуправа, заедно со градоначалникот примариус магистар Илчо Захариев, повеќе пати во нашите изјави изјавувавме и ги повикуваме сите граѓани кои што имаат потреба од средување во дворовите да се јават кај нас, дека ние тоа ќе го возможиме со обезбедување на материјал, а работната сила од самите граѓани. Вие знаевте тоа да го препознаете како населба, како жители на оваа зграда, се јавивте кај нас и ги добивте сите потребни материјали кои што ви беа потребни за да си го средите својот двор. Со овој гест станарите ја покажаа својата иницијатива, а воедно упатуваа е голема благодарност. Ние сме немоќни сам со себе, затоа што сите комши се тука сложни и сакаме да направиме нешто убаво за нашите деца, да остане и за нашата околина. И самиот парк кој е крстен по името Паркот на сложните комшии, значи докажува дека ние сме стварно сложни комшии и дека еден без друг не можеме. Се грижиме и со сите, од најмалите до возрастните, и сакам да упатам голема благодарност до градоначалникот, до општина Штип и до јавното комунално предпријатие. Се очекува оваа поддршка од градоначалникот на општина Штип и јавното предпријатие Исар да ја искористат поголем дел од граѓаните, која воедно придонесува за подобар изглед на градот Штип. Дом на млади утре понеделник организира рецитаторски надпревар за ученици од 8 и 9 одделение и прва и втора година од средните училишта кои ќе се представат со песни од македонски и странски поети. Рецитаторското читање кое ќе следува на 20 април е во чест на штипскиот поет Ацо Шопов. Во пресрет на одбележувањето на денот на смртта на најзначајниот штипски поет Ацо Шопов, 24 април, Дом на млади организира рецитаторски надпревар за ученици од 8 и 9 одделение и прва и втора година од средните училишта. До 17 март траеше конкурсот за пријавување на учениците од страна на нивните ментори, професори по македонски јазик и литература. Сите рецитатори кои имаат желба да се представат со песни од познати автори, како од нашата држава, така и познати на светско ниво, би можеле тоа да го направат. Мотивацијата за запознавање со поетските дела причина повеќе да се организира овој надпревар. Токму на 20 решивме да го одржиме овој рецитаторски надпревар, меѓутоа и да ги анимираме, да ги ангажираме младите, учениците од основните и средните училишта, не само да ја читаат поезијата, туку и да ја кажуваат, да ја прераскажуваат и да се надпреваруваат, со што ќе ги забележиме и ќе ги евидентираме нивните способности во областа на рециталот и понатаму да може да се развијат во областа на ораторството и така натаму. Кој ќе учествува на надпреварот ќе одлучуваат 3-члено жири. Одбирањето на најдобрите 3 учесници ќе го извршува 3-члена комисија, во кој што сум член и јас, и најдобрите 3 ќе имаат награди
И исто така сите учесници во надпреварот ќе добијат благодарница за учеството. Рецитаторскиот надпревар ќе се случи во понеделник на 20 април во 20 часот во просториите на Дом на млади. Членовите на културно-уметничкото друштво при Националната установа Центар за култура Никола Јонко Вапцаров денес заминаа на еднонеделна турнија во Измир, Турција, каде ќе учествуваат на фолклорен фестивал, а истовремено ќе бидат и дел од прославувањето на националниот празник во Турција по повод Денот на детето. Членовите на културно-уметничкото друштво при Центарот за култура Никола Јонко Вапцаров од Делчево денес заминаа на еднонеделна турнеја во Турција, каде на престижен фолклорен фестивал во Измир ќе го представат пијанечкиот фолклор. Истовремено ќе бидат дел од прославувањето на националниот празник во Турција по повод Денот на детето. И во ова 2015 година фолклорната група при Центарот за култура ќе гостува на еден престижен фолклорен фестивал кој што ќе се одржи во Измир, Република Турција, поточно во општина Газиемир, со која што имаме традиционално добри односи. И еве по шести пат, значи, нашата фолклорна група ќе гостува на овој фестивал. Во оваа прилика сакам да истакам дека покрај гостувањето на овој голем меѓународен фестивал, исто така на 23 во Измир, Република Турција е и Ден на детето, каде што е национален празник и нашата фолклорна група на овој фестивал ќе се представи, се надевам, во најдобро светло. Освен фолклорот, општина Делчево и Измир, поточно општина Борнова, ги поврзува збратимувањето кое трае од 2002 година, па затоа и делегација од општина Делчево ќе оствари економски и други деловни средби со делегација од општина Борнова. И оваа година на овој фестивал покрај, значи, фолклорот и дружењето, ќе има една делегација која што ќе биде представувана од градоначалникот на општина Делчево и каде што ќе се остварат покрај фолклорни средби и други дружења, значи ќе се оствари и една, ќе се учествува на еден економски форум и ќе се разговара за економијата и соработката во другите области. Инаку на фолклорниот фестивал во Турција секоја година настапуваат културно-уметнички друштва и фолклорни ансамбли од целиот свет: Кипар, Романија, Јапонија, Босна и Херцеговина, Косово, Албанија и други. Културно-уметничкото друштво Никола Јонко Вапцаров оваа година по шести пат ќе биде дел од ова фолклорно случување. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објави јавен повик за доставување барања за користење средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година. Доделената финансиска поддршка е неповратна. Право на користење на средства имаат земјоделските задруги регистрирани во регистарот на земјоделски задруги при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно со Законот за земјоделски задруги. Пред спортските вести да се информираме што се случуваше во светот денес. Мистериозна болест однесе 17 животи во Нигерија. Локалните власти во Нигерија соопштија дека 17 луѓе починаа за само 24 часа по заразата од засега мистериозна и непозната болест. Според информациите, првите 4 лица кои биле заразени од непозната причина починале во рок од 24 часа по првите симптоми. Во последните 72 часа нема нови заболени лица и засега болеста не е проширена надвор од границите на местото во кое првично се појавила. Денес финците гласаат за нов парламентарен состав. Околу 32% од финците гласаа однапред на парламентарните избори закажани за денеска, согласно с изборниот закон на Финска, соопшти Финското министерство за правда. Од 4,5 милиони избирачи повикани да изберат 200 пратеници за 4-годишниот мандат, 1,3 милиони финци гласале во периодот од 8 до 14 април. Според последната анкета, земјоделската партија Центар би победила со 23% од гласовите пред социјалдемократите и конзервативците, кои
кои би освоиле околу 17%. Светските финансиски лидери ја повикаа Грција да постигне договор со меѓународните кредитори за да избегне еден катастрофален банкрот кој би ја потресел уште повеќе од рецесија глобалната економија. Ова е повикот на завршената пролетна седница на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка во Вашингтон. Атина треба да ги почитува договорите и обврските под кои се е подпишено. Тоа го прават сите земји од Европската унија, беше констатирано на завршната седница во Вашингтон. Ракометниот клуб Вардар загуби со 33 наспроти 31 од Киелце во борба за влез во полуфиналето во Лигата на шампионите во ракомет. Гол за гол неизвестно до последната минута на надпреварот во дуелот помеѓу Вардар и Киелце во Полска. Жежок беше теренот денес во Полска на одличниот надпревар, но Вардар не се откажуваше до последниот момент, каде што 6 пати црвено-црните успеа да остварат водство. Полските надпреварувачи очекуваа дека уште на почетокот ќе го елиминираат Вардар, но за жал во 57-та минута игравме со играч помалку. На Вардар му недостасуваше многу малку за да се пласира во полуфиналето на Final Four турнирот. Најефикасен од нашите ракометери беше Душабаев со 10 постигнати погодоци и Караджич со 7 погодоци. Заедно со Киелце и Барселона оди во полуфиналето што ќе се одржи на 30 и 31 мај во Келн. Екипата на Барселона е првиот полуфиналист во ракометната лига на шампиони во машка конкуренција. Каталонскиот тим за кој настапува Кирил Лазаров, капитенот на македонската ракометна репрезентација, убедливо го доби реванш дуелот од четвртфиналето против ППД Загреб. Очекувано уште во првото полувреме со резултат од 23:10, екипата на Барселона го надигра првиот полуфиналист во ракометната лига на шампиони во машка конкуренција, кој ќе се приклучи на Барселона на завршниот Final Four турнир во Келн на 30 и 31 мај, ќе дознаеме денес по одигрувањето на преостанатите 3 реванш четвртфинални мечеви. Без погодици со нерешен резултат заврши денешниот надпревар во дуелот помеѓу Металург Скопје и фудбалскиот клуб Брегалница Штип. По одличните два одиграни надпревари во минатите две кола, Брегалница освои плюс 6 бода, но со денешниот резултат во гостувањето во Скопје, фудбалерите на Брегалница остварија само 1 бод. Изедначена борба до самиот крај без погодоци и по 2 жолти картони добија и двата тима, со што Брегалница останува на 8-та позиција во првата македонска фудбалска лига. Во денешните одиграни надпревари Вардар доминираше на свој терен со 1:0 против Ренова. Иако во 23-та минута во првото полувреме Турново водеше со 1:0, Силекс во вториот дел изравни со 1:1 на денешниот надпревар помеѓу Турново и Силекс. Ова беше се во дневникот на Канал Плюс. За тоа какво време не очекува во деновите кои ни предстојат, информирајте се од временската прогноза во продолжение. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна неделна вечер.